Во едно село близу Крушово починал човек по име Стојан. По 40 дена почнаа да се случуваат ужасни работи. Добитокот умираше преку ноќ со модрици на вратот. Луѓето се будеа со крв на перниците. Некои велеа дека виделе сенка како се шета меѓу куќите и шепоти имиња. Баба Лила, најстарата во селото, рече со треперлив глас: "Тоа е вампир. Ако не го отстраниме, ќе ни уништи сите." Селаните најдоа црн конј и го донесоа преку гробот. Конјот се исплаши толку силно што почна да рипа и да вреска. "Тој е таму," рекоа луѓето и се прекрстија. Следната ноќ, на полноќ, го ископаа гробот. Телото на Стојан не беше разложено. Лицето му беше црвено, очите отворени, а ноктите долги и остри како ножеви. Баба Лила донесе колодаспен. Го забоде во срцето на Стојан. Телото се затресе, устата му се отвори и испушти ужасен крик. Крвта потече. "Сега ќе го запалиме," рече таа. Го изгорија телото. Пепелта ја собраа и ја фрлија во реката. Од тој ден селото беше мирно. Но понекогаш, кога месечината е полна, луѓето велат дека во реката се гледа црвена сенка. И дека водата мириса на чад и на крв. А некои ноќи, кога ветрот дува од планината, се слуша тивок шепот. "Јас не си отидов, само чекам да се вратам." Крај.